Добар ден. Се наоѓаме во летниот период кога што бројот на мозочните удари е многу зачестен и токму затоа и денеска преку темата сакаме да ви потврдиме и да ви дадеме особено внимание за превенцијата и препознавањето на оваа многу сериозна состојба. Се надевам дека и денеска ќе ни ја дадете вашата доверба пред екраните, а ако е така докажете ни со ваше јавувања подоцна во емисијата. Во првата рубрика Истражувањата докажаа ќе се осврнеме на мозочниот удар, бидејќи токму денеска темата со која што повторно се надевам ќе го заслужиме вашето внимание е насловена хеморагичен мозочен удар. Во однос на исхемичните, хеморагичните мозочни удари се поретки и зафаќаат околу 15% од нивната зачестеност или појавност или инциденца, но она што особено треба да се земе во предвид и е многу сериозно како податок е фактот дека близу половината од хеморагичните удари завршуваат со летален исход, односно со смртен исход по пациентите. Токму затоа денеска во контекст на годишното време лето, но и во однос на она што е актуелно на клиниката за неврохирургија во Скопје, ќе зборуваме токму на споменатата тема. По оваа прва доза на информации ќе ви го представам гостинот со кој што и вие во подоцна сте добродојдени да комуницирате и да поставите прашање. Денешен мој пред се и ваш гостин во Фактор здравје е доцент доктор Владимир Рендевски, кој што е специјалист неврохирург, воедно актуелен директор во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за неврохирургија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје, но и професор на медицинскиот факултет во Скопје по предметите хирургија и неврохирургија. Докторе или професоре, ќе ви се обратам. Добар ден, добро дојдовте, како сте? Добро. Благодарам што ја прифативте поканата и што денеска ќе зборуваме за многу сериозна тема. Реков дека хеморагичните удари ќе се согласите, иако поретки се многу посериозни и посложени во однос на исхемичните. Колку се чести и како вие од ваш стручен аспект ја дефинирате оваа состојба? Интрацеребралната хеморагија или хеморагичниот мозочен удар представува цереброваскуларна болест, која што во сушност представува излевање на крв во мозочниот паренхим, најчесто како последица на руптура на мозочен крвен сад. Од најновите епидемиолошки студии и истражувања што се занимаваат со оваа проблематика, точно кажавте дека се поретки во однос на исхемичните мозочни удари, меѓутоа имаат далеку поголема смртност. Токму тоа, значи морталитетот во текот на првиот месец кај овој тип на мозочен удар изнесува некаде од 35 до 50-52%, што од една страна е навистина на едно високо ниво на смртност кај овие болести. Од друга страна, други така интересни што би напоменале епидемиолошки податоци е да се спомене и големиот процент на функционална зависност, односно на инвалидитет што го оставаат овој тип на мозочен удар, изнесува некаде до 70-75% на тешка инвалидност кај овие пациенти. И трајна, за жал. И трајна, што не само личен и семеен проблем, представува еден општ социоекономски проблем на општеството, што значи некаде од прилика 3 пациенти од 4 од оние со хеморагичен мозочен удар остануваат, за жал, со тежок инвалидитет. Да, ви благодарам за овој воведен дел. Чувствувате се прекрасно како и јас во ваше друштво, а по блокот реклами уште еднаш ве поканувам да ни се јавите или пак да ги слушнете фактите денеска во Фактор здравје во контекст на темата хеморагичен мозочен удар. Вашиот интерес и прашање ги очекуваме во продолжение на Фактор здравје на 6091-925 и 6091-924. Ваши мој гостин денеска во емисијата е доцент доктор Владимир Рендевски, специјалист неврохирург, со кого зборуваме на тема хеморагични мозочни удари. Професоре, бидејќи ја опишавте оваа состојба и кажавте кои се најчестите нормално епидемиолошки податоци и она што загрижува во однос на изразот, односно исходот од оваа заболување, што е она што треба да се земе во предвид кога зборуваме за типовите и понатаму факторите на ризик? Класификацијата на мозочните удари се базира на повеќе критериуми. Постои една класификација која што е врз база на патофизиолошките механизми на настанување. Тука се делат пред се на
примарни и на секундарни. Примарни се многу почести, околу 70 до 80% од вкупниот број на хеморагични мозочни удари. Тука се, значи, пред се има хипертензивен тип и нехипертензивен тип. Многу почест е хипертензивниот тип, кој што е присутен во 80%, и тоа се оние пациенти кај кои што има хронично и долготрајно нерегулирана артеријска хипертензија. Тоа од друга страна предизвикува дегенерација на мускулниот слој на крвниот сад, при што се намалува неговата еластичност. Така што при одредени понатамошни хипертензивни кризи, тој не е во состојба да одговори на тие хипертензивни промени, така што настанува руптура и деструкција и екстравазација на крв. А од друга страна е типот на бета-амилоидна ангиопатија. Тоа се дегенеративни промени кои настануваат обично кај постарата популација, и тука се тие типични за површинските, односно лобарните интрацеребрални хематоми, односно настанува наталожување на така наречен бета-амилоиден протеин во зидот на крвниот сад, и повторно тој станува нееластичен и понатамошна негова деструкција. Од друга страна, секундарните мозочни удари, хеморагични мозочни удари, се резултат на претходно други причини кои што ги има пациентот. Најчесто тоа се некои артериовенски малформации, аневризми, нарушувања во хемостазата, во коагулационите процеси и така натаму, интратуморски крварења, како последица на некоја друга состојба или болест, причина. сигурно. Да. Исто така се делат и во однос на анатомската локализација во мозокот. Тогаш зборуваме за супратенторијални, значи оние крварења кои што се во големиот мозок. Од една страна тие може да бидат површински или длабоки, во длабоките субкортикални маси кои се многу поопасни, и инфратенторијалните, тоа се крварењата церебеларни во малиот мозок и во мозочното стебло, кои за жал се најсмртоносни. Имаме јавување веќе некого на линија да го слушнеме. Добар ден. Добар ден, среќен ден. И вам исто, поздрав господја. биле до вас и до докторот. Благодарам. Кое е вашето прашање? Моето прашање е дали сака докторот да го прочитам извештајот од глава што снимав на компјутер? Многу пати сме кажале тие податоци да не ги споделувате, сепак се лични, но ајде еве во некој контекст да добиете совет. Се плашам многу, бидејќи сум сама, па се плашам. Да, А, ве слушаме. на просторите и коморниот систем соодветно на возраста, во малиот мозок, мозочното стебло и големиот мозок не се пратат фокални лезии. Почетната васкуларопатија. Сега снимав и ЕЕГ, ми рекоа дека не е страшно ништо. Снимав кичма и врат, спанделоза, со стеснување, Дали ова доволно за церебрално некој совет? стеснување, Да, и C6 и C7 имам. добро. Ги свати докторот информациите, благодарам. Кој е Па, вашиот тука совет или главно, препорака? Во она што сватив, не се работи за хеморагичен мозочен удар, значи главните промени се на ниво на цервикалниот рвет, дегенеративни промени, така што пациентката е Може би добре со дојдена во возраста. нашата клиника, може да не посети да ја За подетални дојде на информации. преглед. Да. Да. Имаме и некои фотографии кои што ги донесовте и кои што вртат на екранот, ако сметате дека нешто е Да. неопходно, може и да го коментирате. Па овде е представена разликата помеѓу хеморагичен и исхемичен мозочен удар. Лево на слайдот се гледа хеморагичниот мозочен удар, каде што практично е прикажана излевањето на крвта во мозочниот паренхим, додека разликата кај исхемичниот мозочен удар е заради настанување на исхемија од некој тромб, зачепување на крвен сад и хипоксемични промени во настанатата мозочна регија. На наредниот слайд има разлика, ова се наводи на компјутеризирана томографија, каде што во левиот дел се гледа токму хеморагичен мозочен удар со зона на хипердензно пребојување на хематомот, посветло во однос на околниот мозочен паренхим, додека исхемијата се забележува како хиподензна, односно потемна, што во суштина и главната разлика. Ова е еден инвиво патоанатомски препарат на мозок, каде што се забележува крвен коагулум од претходен хеморагичен Тоа е мозочен тоа удар. бордо бојата или темно Тоа е црвената во што е. длабоките мозочни
субкортикални сиви маси. Она што сакам уште во продолжение да ве прашам, ги кажавте типовите на хеморагичен мозочен удар, кои се факторите на ризик кои што придонесуваат, ако ги тргнеме настрана лошите навики во смисла на животен стил, пушење, алкохол? А главен предоминантен ризик фактор кај интрацеребралната хеморагија представува хипертензијата, која што е, споменав, мислам, околу 80% од сите пациенти со хеморагичен мозочен удар во својата анамнеза имаат нерегулирана артеријска хипертензија. Понатамо, како значаен ризик фактор е хиперхолестеролемијата со ниво над 4,1 милимоли на литар. Исто така влијае пушењето, од големо значење се употребата на антикоагулантната терапија. Постои веќе индикација и за користењето на одредени психотропни субстанции кои исто така го нарушуваат коагулациониот процес и хипертензијата, така да тоа се главните причини кои што влијаат на настанување на овој удар, али пак ќе споменам, нерегулираната артеријска хипертензија е безкомпромисно најголемиот и најизразен ризик фактор во ова заболување. За да дадеме акцент колку е сериозна оваа состојба во однос на исхемичниот мозочен удар, каде што зборуваме за недостаток на кислород или хранливи материи, овде зборуваме за излевање на крв во мозокот. Рековте во еден сегмент дека кога ќе се излее крвта, практично тие неврони или клетки кои што се од мозокот трајно умираат, нема враќање и не се регенерираат. Главното излевање на крвта, значи, што настанува во мозочното ткиво, прави директна деструкција на тие неврони и тие изумираат. Меѓутоа, многу поголемо значење во последните десетина години се дава и на секундарната невронална повреда. Тоа е, значи, дополнително влошување и дополнително невролошко оштетување, кое се јавува и како резултат на мозочниот едем, на отокот на мозокот, кој започнува да се формира веднаш после излевањето на и формирањето на интрацеребралниот хематом и е со најголем волумен некаде во 4-тиот и 5-тиот ден после настанување на мозочниот удар и затоа голем процент од овие пациенти имаат дополнително влошување токму во овие први 4-5 дена. Така што голем број на клинички студии кои што се занимаваат веќе даваат зголемен акцент и на формирањето на мозочниот едем и на секундарните биохемиски маркери што се јавуваат во овој сложен патофизиолошки процес. Да, на тоа ќе се вратиме околу третманот кој ќе зборуваме. Претходно имаме уште едно јавување. Добар ден. Добар ден. До господи, вие сте добро дојдена. Ве слушаме. Јас касно се вклучив, меѓутоа ме погоди веднага само што го чув докторот за што зборува. Добро. Сакам да прашам нешто. Јас имам байпас на левата нога и примам антикоагулантна терапија, пијан синдром по шема. Добро. Притисокот го регулирам со ЕНАП и со верапамил. Земам. Меѓутоа, ако за нешто ме носи мисла после овие 3 години од преместувањето на вената, само од тоа се плашам, од мозочен удар. Дали антикоагулантната терапија помага да не дојде до тоа? Дали ова јасно? Мислам дека е чисто јасно во однос на прашањето. Загрижеността кај пациентката е сосема оправдана и на место, бидејќи од една страна користењето на антикоагулантната терапија помага во превенцијата за тромбоза, меѓутоа предозирањето и неправилно земање на таа антикоагулантна терапија ги продолжува тие времиња на крварење и коагулациони процеси, така што иницира од друга страна контрам, значи може да настани интрацеребрално крварење, затоа препорачувам да се прави редовна контрола кај трансфузиолог за да се правилно да се дозира и регулира терапијата кај пациентката. Кога зборуваме за хеморагичните мозочни удари, каква е клиничката слика и она што треба да загрижува и колку времето е важно, ако ги земеме нели како компарација исхемичните мозочни удари, каде што времето на згрижување и хоспитализација е исклучително важно? Во поглед на клиничката слика, значи карактеристично е што овој вид на мозочни удари се јавуваат доста ненадејно. Од полно здравје, главни симптоми и клинички знаци што се појавуваат се симптоми и знаци на покачен интракранијален притисок, тоа се јака главоболка, гадење, повраќање и нарушување на нивото на свесноста. Од
блага поспаност може да биде и до длабока коматозна состојба и понатамо карактеристични се фокални невролошки дефицити, односно директно зависат од анатомската локализација на интрацеребралното крварење. Значи во кој дел од мозокот ќе се појави интрацеребралниот хематом, такви симптоми и знаци би очекувале. Најчесто се манифестира со контралатерална хемипареза или хемиплегија, тоа значи слабост или комплетна одземеност на екстремитетите, спротивно од страната на која што се јавува интрацеребралниот хематом, доколку се наоѓа во левата доминантна хемисфера, може да се јават проблем со говорот, од дисфазија до комплетна афазија и неможност на зборување. Во окципиталниот дел на мозокот, значи доаѓа до проблем со видот, така што сето тоа зависи главно од локацијата и од големината на самиот хематом. Да слушнеме уште едно јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Кој е вашето прашање? Би сакала да прашам. Јас пред година дена имав мозочен удар. Добро. Али зборам и си се движам, само што левата рака и левата нога ми трнат, година и пол ми трнат. Мислам све повеќе и повеќе. Иначе се движам, зборам, одам, све тоа, али левата рака и левата нога ми нон-стоп трнат, не знам како да објаснам, грчеви внатре, не знам како да кажам, докторе. Предпоставувам дека барате совет или некоја препорака. Дали ова доволно, докторе? Да. А тоа е Благодарам за вашето јавување. Поблага секвела би се нарекло од мозочниот поблага удар. последица, да. Поблага последица. Среќа е што еве госпоѓата се движи, има добра како што моторика, се движи, меѓутоа за жал остануваат такви секвели како резултат на тоа невронално оштетување што се појавило са без разлика дали било исхемичен или хеморагичен мозочен удар. Така што би препорачал физикална рехабилитација, движење, витаминска терапија, внесна течности во склоп на тоа. Да, ви благодарам за овој прв дел од разговорот, за одговорот на моите и прашањата на гледачите. Ќе направиме пауза за вториот блок реклами, по кој што ве поканувам да останете пред екраните и да ни се јавите со ваши прашања во продолжение на Фактор здравје. Имаме уште две јавувања во следниот блок од Фактор здравје, предлагам нив да ги слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Господине, и вие сте добродојдени, ве слушаме. Поздрав до вас и до докторот. Благодарам, поздрав и до вас. Јас во 2015 година имав исхемичен, како се вика, инфаркт на мозокот и ми беше фатена десната страна и ногата и раката, едно месец дена, после профункционирав и сега после тоа на снимањата, значи, беше утврдено дека каротидите имаат минимални калцификати и бифуркацити. Иначе уредна хемодинамика без стеноза. Добро. Тоа е доплер на вратните каротиди. Добро. И сега Кој е вашето прашање? Имам последици, значи ми се слошува некогаш као колапс да доживувам и на снимање на ова на вратната тие вертебрални или како ги викаат крвни садови, има проблеми со C4, C5 и C6. Така да имам нестабилност во движење и од време на време би се слушува. Предпоставувам барате совет? Совет, примам таа терапија за плавекс и за крвниот притиск. Благодарам за вашиот интерес и уште едно јавување ќе вклучиме. Добар ден. Ало? Ало, добар ден, господине. Поставете го вашето прашање. Да. Во врска со каротидите, исто имам зачепена каротида 100%. Дали се оперират или не? Благодарам за вашето прашање. Иако исхемичите не ни се тема, но сепак еден совет ќе дадете. Па, многу често исхемичните мозочни удари секако се квела и на стеснување на каротидните артерии, исто и на вертебралните артерии, така што доплерот е прва и една од посуверените диагностички методи за да се визуализира тој проток на каротидните артерии, така што кај првиот пациент гледач кој што се јави, бидејќи немало големо оштетување, предпоставувам треба да се прават
редовни контроли и конзервативен третман. А А кај вториот, вториот гледаш да. доколку има значително 100% оштетување, како што треба да рече. се јави кај кардиоваскуларен хирург да се Значи тоа е провери, индикација за што е, операција? да се провери, да се види што понатамо, да, бидејќи е сериозно оштетувањето од значителен процент. Да. на Она што го обновување зборувавте на проток. претходно, кажавте дека хеморагичните мозочни удари настрана или споредбено со исхемичните настануваат ненадено, што како дијагностичка процедура постои пред да се интервенира и пред да се хируршки интервенира во однос на овие пациенти. Ја споменавте компјутеризираната томографија, покрај Главна- анамнезата, нели, кај Главен- фамилијата. Главен фактор тука во поставувањето значи на дијагнозата е да се земе добра анамнеза. Она токму што го споменав, ненадејната појава на јака главоболка, повраќање, нарушување на нивото на свесноста во рок од неколку минути до рок од неколку часа, значи се јавуваат помала или поголема хемипареза со централен фацијалис, тука е доста важно да извади. Значи тие се оние главни знаци што треба да не насочат кон понатамошните дијагностички процедури. И најдостапна и се уште една од посуверените методи во поставувањето на дијагнозата е компјутеризираната томографија, која што за среќа имаме и во повеќето медицински установи во Македонија. Добро. Така што со тоа снимање практично веќе ги имаме рамките на ова цереброваскуларно нарушување. Дополнителни исследувања кои што треба да се направат се катангиографијата, односно целно снимање на крвните садови на мозокот, доколку се сомневаме дека хеморагијата не е од хипертензивен тип. Обично тоа се помлади пациенти кои што немаат анамнеза за хипертензија, крварењето не е на некоја типична локализација, тогаш се сомневаме дека се работи токму за оние што ги споменав секундарни крварења, значи можно е да се работи за аневризма, артериовенска малформација Или проширување на крвниот сад. или друга причина, така во тие случаи треба да се направи катангиографија. Да, пред да го слушнеме и следното јавување, да подсетам дека денеска во Фактор здравје ваш и мој гостин е доцент доктор Владимир Рендевски, специјалист неврохирург и воедно актуелен директор во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за неврохирургија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје и професор на медицинскиот факултет во Скопје по предметите хирургија и неврохирургија. Добар ден, дали сте се уште на линија? Ало, добар ден. Доколку не сте, ве поканувам уште еднаш да се јавите, ги имате телефонските броеви. Кога веќе ќе се постави дијагнозата и сомнежот, рековте дали е тоа примарно или секундарно хеморагично мозочно одземање или удар или инфаркт, што како начини на лекување и третман постои, дали само хируршки? Во главно постојат два начини на третман, тоа е конзервативниот или медикаментозен третман и хируршкиот третман. Во поглед на конзервативниот третман, она што е примарно, треба да се направи значи одржување на виталните параметри на пациентот доколку е засегната свеста и е во коматозна состојба, значи одржување на дишните патишта, контрола на срцевата акција и борба, односно третман со покачениот интракранијален притисок. Тука се даваат хипертонични раствори на манитол и понатамошна симптоматска терапија, аналгетска, антиедематозна, антихипертензивна терапија, сето тоа е во склоп на конзервативниот третман. Во поглед на хируршкиот третман, како неврохирурзи, кога треба да делуваме, кога се поставува индикација за оперативна интервенција, практично правиме краниотомија, отворање на черепот и евакуација, односно отстранување на крвта на интрацеребралниот хематом. Инаку постојат и други методи на ендоскопска аспирација, катетерска аспирација на хематомо, но суштината е да се отстрани интрацеребралниот хематом и неговата компресија врз мозочниот паренхим. Да, ќе продолжиме подоцна, претходно да слушнеме јавување. Добар ден. Ало, Добар ден. добар ден. Кој е вашето прашање? Се извинувам да не ме исклучувате. Јас се јавив накратко само ќе го кажам Добро. за што ми трне левата рака, левата нога. Да, се јавивте веќе. Дали само лекот е цералтото за пиење и дали постои некој друг лек, мислам, за да се намали барем тоа нешто. Добро. Ви благодарам уште еднаш. И до кога
ќе биде ова ме интересира, ако може докторот да каже. Да, благодарам за вашиот интерес и уште едно јавување имаме. Добар ден. Ало, дали ме слушате? Добар ден. Добар ден. Кое е вашето прашање? Моето прашање пред 4,5 години има инфаркт на мозок. Добро. Ало? Ве слушаме, да, зборувајте. Имавте пред 4 години удар? Добро. И сега функционирам, се движам. Дали постои можност да ме повтори? Благодарам за вашето прашање. Како реплика на господјата, претпоставувам дека не може да кажете до кога, Добро е, нели? не може никој да каже дали тие парестези и трнења би останале трајно или со тек на време. Ќе се повлечат, али во секој случај треба редовна контрола од невролог и во секој случај зголемена физичка активност, витаминска терапија, особено од Б групата на витамини. Да. Може да помогнат во сето тоа, во надминување И на тој господинот проблем. пред 4 години што имал удар, дали може да го повтори? Тука претпоставувам и превенцијата Секој мора може да да го споменеме. повтори и оној што го има ударот и да се појави кај оној што го немал, али физичка активност, умерена исхрана, во неговиот случај, повторно ќе кажам, треба да се прави барем еднаш годишно до 2 пати контрола на невролог, особено ако зема антикоагулантна терапија, контрола и со трансфузиолог заради хемостазата, би било од полезност, за да има поквалитетен живот. И пред да зборуваме за третманот и прогнозата, уште едно јавување претходно имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден, господине Илија. Добар ден. Како сте, господи? Одавна не сме се Добро сум, слушнале. супер, еве со вашата емисија, поготово со докторот Владимир, па и директор, толку ми е мило, толку убаво објаснува. Само ќе кажем малце, мојот син се вика Владимир и када да се породи жена на сум ми кажува да турим име Владимир и тоа име га многу сакам и се јави да ве поздравим и да га прашам докторот на брзина. Например, еве, имам и керка и унуци и се, ама синот толку сум поврчена за njega, не се карам, не се расправиме си жена и деца, али некој кога го погледне напреко, мене одма солзи на очи ќе ми дојдат. Зашто тој да не ми кажува да нели на лекар тамо, лекови овојне, само да ми каже зашто е тој толку, еве он греши, прави грешки, ама кој била ви татко ми, мајка ми сега и жене, ама само некој нешто ако рече лошо за njega, абе јас утепам плачајки се крием там никој да не ме види, не сакам да сум таква, али толку сум поврзана, тоа е чудо, дури јас се нервирам што сум таква. Сакам доктор да ми даде на столе, може да е смешно, али мене не може и никој да ми помогне. Еве едино овај директор да ви што ќе ми каже. Поздрав и се наубаво да ви биде. Поздрав, се најдобро во Крива Паланка и уште едно јавување имаме. Добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање? Сакам да го поздравам најнапред директорот на невроклиника, на Благодарам. неврохирургија. Благодарам. Се јавувам со едно конкретно прашање. Јас пред година и пол на нивната клиника сум оперирана од трепанација, правена трепанација од билатерален хроничен субдурален хематом. Добро. Па би сакал да ми одговори господинот, пошто ете некои прашања не ги докажав, не ги дорешив. Што би правила понатаму? Ми рекоа да се однесувам како нормален човек да живеам, меѓутоа јас не сум како нормален човек. Работава е што дали смеам, например да летам со авион, дали можам точак, дали можам да пливам, зашто врдењето е многу битно за мене. Да. Плюс тоа сум диабетичар и би сакала малку поконкретно за мојот случај да ми каже докторот. Благодарам и за вашиот интерес. Во однос на господјата и синот, би коментирале нешто? Нема таму. Во ред, мислам, треба да се слушаат советите во секој случај. Да. А во поглед на втората Ваша пациентка која што е и наша пациентка, како што разбрав, оперирана од билатерален хроничен субдурален хематом, ако поминале 2 години, тоа е доста релативно долг период, значи може да ги извршува сите физички активности, како нормален човек што рече. Апсолутно. Да. И да се вратиме на оној аспект во однос на третманот и терапијата и научните истражувања и трудови кои што ги правите на вашата клиника, а и неодамна беа наградени во Пула, Хрватска. Споменав на почетокот, во поглед на интрацеребралната хеморагија последните години се дава големо значење не само на самиот интрацеребрален хематом, туку и на секундарните оштетувања што се јавуваат на мозокот како резултат на биомаркери кои што влијаат во овој процес и појавата на мозочниот едем, отокот на мозокот кој што, како што споменав, е со најголем волумен некаде од 4-тиот до 5-тиот ден.
И што е логична последица, нели, на и овие е удари? последица на тоа крварење. Најпрво самиот едем, значи се јавува еден вид на осмотски едем, тоа е како резултат на активните осмотски супстанции од самиот крвен коагулум, понатамо се јавува еден вид на така наречен вазоген едем, како резултат на нарушување на крвно-мозочната бариера и премин на крвта од интраваскуларното во екстраваскуларното корито на мозочниот паренхим и на крај се јавува еден цитотоксичен едем, тој е прав клеточен едем, односно бубрење на самите неврони како резултат на нарушената натриум-калиумова пумпа во зидот на самиот неврон и тогаш настанува на директно оштетување на мозочното ткиво. Во тој поглед во светот се направени големи истражувања. Едни од попознатите клинички студии кои што се занимаваа со проблематиката кога интрацеребралната хеморагија да се третира конзервативно или оперативно е познатата STITCH студија. Тоа е кратенка од Surgical Treatment of Intracerebral Hemorrhage. Тоа е голема мултицентрична студија која што опфати 1033 пациенти од 83 земји, беше под покровителство на Велика Британија и во таа студија беше вклучена и нашата универзитетска клиника за неврохирургија. И главно тамо беа толкувани и испитувани волуменот на хематомот, клиничката слика на прием, меѓутоа не беа земени во обзир овие биохемиски маркери кои што ги споменав. И во таа студија се уште и покрај големиот статистички примерок не беа дадени јасни водичи и гајдлајнси кога и во кој момент дел од овие хематоми, овие пациенти да бидат оперативно или конзервативно третирани, односно поконкретно кај длабоките хеморагии или длабоките крварења, не постои раниот хируршки третман не доминира во успехот и во преживувањето во однос на иницијалниот конзервативен третман. Она што е недвојбено дека интрацеребеларните крварења, односно крварењата во малиот мозок, се оној тип на крварења каде што хируршкиот третман недвосмислено има предност. Во нашите истражувања, кои што како работна група ги започнавме негде пред 5 години, скоро 6 во 2013 година, токму започнавме да ги работиме два важни биохемиски маркери кои имаат важна улога во настанувањето и во секундарното влошување кај овие крварења. Тоа беа глутаматот и тумор-некрозниот фактор алфа. И тоа ви дава насока индикација, дали тоа, значи, повторно ќе ние кажем? ги добивме критичните концентрации, особено е важен тумор-некрозниот фактор алфа, како еден од главните причинители и предиктори за лошиот клинички исход, а секако и за едемот кај овие пациенти. Така што во научната студија која што беше пред 2 месеци наградена на Меѓународниот конгрес во Пула, токму представивме една математичка формула која што врз база на концентрацијата на тумор-некрозниот фактор алфа, врз база исто така и на почетниот волумен на хематомот, со 77% сензитивност направивме метода за предвидување на мозочниот едем. Исто изработивме 3D моделирање на тие резултати, додека на неодамнешниот Меѓународен конгрес на неврохирурзи на Југоисточна Европа, каде што се представивме во Солун, во Грција, минатиот месец ги представивме тие горни критични концентрации на тумор-некрозниот фактор алфа, над кои што би можеле да очекуваме лош клинички исход кај овие пациенти, а понатамо сега работиме, уклучивме и други биохемиски маркери кои што се надеваме дека ќе дадат придонес во ова проблематика и во разрешувањето на третманот кај овие пациенти. Или во една реченица кажано, ако се подлабоки, како што рековте, крварењата или хеморагиите во мозокот, се оди со конзервативно лекување, додека оние поповршински, како што рековте, или каде што е засегнат малиот мозок, најчесто хируршки се интервенира и се... Не секогаш, некогаш и кај длабоките крварења се секако, оди со хируршки глобала, третман, да кажеме, ако генерализираме, попогодни и подобри
за оперативен третман се површните хеморагии, а од особена индикација за хируршки третман се крварењата во малиот мозок. Да, ова ваше гостување беше индикација повторно, со нетрпение да ве очекуваме да ни дојдете да гостувате, бидејќи мозокот како тема е многу длабока, многу кажано, но многу сепак истовремено и некажано и недоистражено. Благодарам, професоре, за гостувањето. Убаво лето и се гледаме повторно. И благодарам на поканата. Благодарам уште еднаш. Доцент доктор Владимир Рендевски, специјалист неврохирург, беше денешен гостин во Фактор здравје, а тука ставаме точка на ова продолжение од Фактор здравје со покана утре повторно да бидете дел од вашата пред се здрава навика. До тогаш пријатно, имајте убав ден.